Цивил медија. Благодарам Џабе на убавата најава. Добар ден на сите. Мене ми е многу драго што сум на овој настан и како се чувствувам дома. Многу граѓански организации се присутни, многу кои што ги сакаме што се боревме заедно, а уште повеќе ми е драг насловот на самиот настан затоа што зборува за перспективи, зборува за визија, зборува за надеж. Визија сметам дека уште ни треба време за да изградиме. Така ми изгледа целото, а надежта не смееме и последната она ромка која што е станата кај населението, да ја изгубиме затоа што тоа е она кој што може да не извлече од целата ситуација, затоа што гледам дека во суштина тоа е последното кое што ги држи граѓаните се уште во насока на тоа дека работите ќе бидат подобри и дека конечно Македонија, Северна Македонија, сега го реши големото историско прашање, го направи големиот чекор и сега очекувањата се дека ќе се презентира визијата, ќе презентираме каде се движиме и дека надежта ќе остане граѓаните за подобра држава во која што ќе сака да ги растат своите деца и своите внуци. Ние како Министерство за труд и социјална политика во 2018 година покажавме дека ако се сака може да се добијат повеќе финансиски средства и да се направат похрабри чекори за да граѓаните почувствуваат дека едноставно нешто се движи во добра насока, дека проблеми во социјалната заштита и во сферата на сиромаштијата во Македонија ќе има сигурно, затоа што и побогати земји не се соочиле со сите социјални предизвици, но сепак прикажувањето на тоа дека е важно да немаме кршење на човековите права во институциите на државата, го прикажавме како една голема реформа или тие е процес кој што навистина во Македонија до 2021 сум сигурна дека ќе заврши ако работиме со овој интензитет. Но ни останува процентот на сиромаштие, иако во парламентот целата онаа реформа која што навистина со страст и посветеност и работата со сите партнери, кој што се однесува на намалување на детската сиромаштија, зголемување на социјалните трансфери, конечно и развој на социјални услуги на локално ниво, затоа што социјална заштита не се само пари и трансфер на пари кон граѓаните, туку значи поддршката за секој оној кој што е ранлив, кој што во даден момент има потреба од поддршка. И таа цела реформа чека во парламентот и јас очекувам дека сите пратеници со национален консензус конечно ќе речат дека да, на Македонија треба социјална заштита која што е современа и заеднички го изгласаат во периодот во февруари месец, затоа што мислам дека тоа е конечниот месец во кој што ќе треба да ја донесеме оваа реформа, за да во април граѓаните затоа што им ветивме во јануари, во април ќе може да ги добијат своите први трансфери и да се отворат сите повици да општините воспостават социјални услуги. Перспективата за 2019 година која што ја имаме дека законот за недискриминација ќе биде во пракса, дека ќе имаме една функционална комисија за недискриминација која што точно ќе знае врз основа на кои протоколи и принципи работи, затоа што за истата има и утврден буџет кој што сосема доволен за функционирање на истата и очекувам да избереме квалитетни кадри кои што ќе може да се посветат на ова прашање, но исто така и да конечно детската сиромаштија до крајот на годината може да се ја премериме и да кажеме дека сме ја свеле на минимален процент, затоа што навистина инвестираме финансиски средства во децата од семејства кои што доаѓаат во социјален ризик. За 2020 година ќе зборуваме на крајот на 2019 година, но сметам дека визијата во социјалната заштита е поставена и дека јас како министерка, но заедно со целиот тим и администрацијата успеваме да покажеме дека чекор по чекор можеме да стигнеме до неа. Ви благодарам уште еднаш. Цивил медија.